Полицајците во Србија се соочуваат со исти проблеми како македонските колеги, но не и синдикатите. Независните полициски синдикати во Србија активно се вклучени во социјалниот диалог, за разлика од синдикатите во Македонија кои се исклучени поради ексклузивното преговарачко право на репрезентативните синдикати. Независните синдикати на двете држави потпишаа спогодба за поддршка. Ono što je kod nas bitno. Она што кај нас е важно е да се слушне гласот на сите синдикати. Законот јасно пропишува што работат репрезентативните, а што другите синдикати. Што се однесува на работата на синдикатите, не се разликуваат во ништо, освен кога се работи за колективен договор. Најлошиот колективен договор мора да падне и тоа ќе биде голема победа за македонската полиција, односно полицијата на Република Македонија, со што ќе ставиме точка и дефинитивно ќе имаме слобода и на вработените во полицијата. Во исто време, Советот на европските полициски сили на гости кај репрезентативниот синдикат, тие на иста линија. Полицајците со исти проблеми, соработката е најважна. Мислам дека е добра идеја да има поголема соработка помеѓу сите нас, бидејќи сите сме полицајци и сите сме во иста ситуација. Идејата е да потикнеме иницијатива за продолжување на соработката на полициските синдикати, особено на Балканот, бидејќи се содружуваме со исти проблеми. Полициските синдикати во земјава не можат да се пофалат со меѓусебна соработка, а независниот речиси беше игнориран од претходните власти. Министерот Спасовски вели дека соработува со сите синдикати. Заради тоа сме навистина партнери да разговараме со сите синдикални здруженија и во рамките на Министерството за внатрешни работи и генерално сите синдикати да ги зајакнеме, заради тоа што јаките синдикати може да имаат навистина задоволни работници. Освен подобрување на состојбите во кои работат полицајците, синдикатите и министерот имаат нов предизвик – враќање на изгубената доверба во полицијата.